K15! Драги гледачи, добар ден. После подолго време, повторно се враќаме со емисии од областа на здравството. Дајбе, поводот за оваа емисија ни е то, што у еден швајцарски град, мислам да беше Цирих или Лозана, не е важно, измислена една машина помоќу со која може да се читат мисли на разноразни луѓе, пациенти и друго. Така, да пример, оваа е таа машина, преку дејзе кој че пациентот се ја стави главата тука со сточе, после со асистентот убаво ќе виде илустриса, тачно да монитор визуелно и со слика и со тон се гледа зашто од тачно размишља, така да ова е револуционарно откриче и то. И онда ние, Европската Унија, тоа овакова машина едва и чекаше да се појави, затоа што има разни луѓе кои што сакат да станат членови на Европската Унија и меѓутоа они може да ни кажат што сакат и да кажуваат какви сакат разлози, дека било ово или оно, дека причините што не можат да станат членови се ово или оно, меѓутоа ние никад не може да знаеме дали е тоа истина или не, и зато по луѓето и по тоа се разликуваат што са некои членови на Европска Унија, некои се настојуваат да бидат, и како што пред малце веќе да поменав, Европска Унија инсистира, така да ни сега ќе почнеме да првите тука што ќе бидат екземплари, ја го молам, еден член, тој е еден убав шарбатен господин, повелете, се вупле, се туси, you name is? Je suis Jean Меракли. Ето, видите, тој е французин, Меракли, и да Жан Меракли, и да че дете од бешан брак, татко му, мајка му била Меракли од Париз, а татко му бил Брус Ли, познат сумоборач од Јапан, кој гледа тоа ги носи генетските предиспозиции на татко му. Еве сега со асистентот само да намести машината, ово, ете, видите колку е тоа све современо, и ова, и со електроните, со све, и асистентот сега ќе уклучи, и ние ќе идеме у суседната просторија, кај што е компјутерскиот центар, ето центар, ето, да видиме зашто размишља Мерак Ли. Enter. Ето, видовте, мисла, и да че овој процес на читање мисли е доста скап и не може да си го приушти секој. Тоа може да си го приуштат само луѓе кои што имаат доста развиени организации низ целиот свет и кои што на релативно поштен начин си ги заработуваат своите пари и покрај тоа што финансират активности за заздравување за целокупната ситуација во одредена област, тие исто така ја може да видите, спонзорираат и вакви, така да е овој екземплар овде рецимо е спонзориран благодарение на неговите што се од ова и од она. Впрочем, да видиме за какви размисли стадува збор. Може да видите, еве, сега кидеме во суседната просторија. Enter. Ето, видовте како се движат мислите, сега следниот пациент и екземплар ни е еден негов земјак од истоимената земја Македонија, го молам да се представи, како се викате вие? Ристо разбираш. Ето, гледате, името му е Ристо, презиме разбираш, тоа е исто од Македонија, може да видиме сега. Ајде, истоимената процедура, иначе заборив да кажем дека гледате ова е по најсовремени методи се работи, гледате дека сите препарати се еколошки, апсолутно нема никакви последици по екземпларот овие експерименти, и сега да видиме зашто се размислува.
Enter. Error. Error. Ето, нещо не е во ред, да види бе. Да, еве сега асистентот. Сигурно ќе појачаат нешто, сигурно нешто док некој контакт нешто најверојатно. Еве, сега сигурно ќе биде во ред. Enter. Error. Дик Трейси. Нешто повторно. Повторно, сигурно има некој, тоа се мали забелешки само. Видите, има изгледа некоја изолација нешто. Enter. Error. Не знам, драги гледачи, ова сигурно нешто ќе почнеме од почеток, сигурно има некој проблем. Зепчо, па ти ништо ли не мислиш вака, немој мајката нешто? Море Земо, сега тука апан са сме донесехте, јас никој пат работа не сум потребал, дајте една ракија, разбираш. Да, па дајте мислам една ракија, човекот стварно не е да... Yellow. Еве, Зепчо, вакви работи треба да се кажат, мислам, саде ова е ипак емисија од областа на здравството, не? Разбираш, така разбираш. Оди бе истата процедура. Добро, нешто пак не... Добро, Зепчо се ти, молим те вака ќе искочи дека све, дека ова... Шо? Сега разбираш една, како ни една. Дай уж една ракија, знаш, сега една ракија... Екстра yellow. Себе, видите колку се организовани ова швајцарците, све ќе направат за наука, све им е тука при рака, мислам, драги гледачи, тоа тие спе. Остави ја, не мора целата да испиеш ова. Идеме веднаш. Така. Еве, сега сме убедени дека ќе биде во ред. Драги гледачи, биле паника за вашата телевизија од областта на здравство. K15!